Почитувани граѓани, почитувани сметководители, денеска на дневен ред е уште едно законско решение кое што, верувам, никого нема да чуди ако кажам дека е со европско знаменце, ама не исполнува ниту една директива, односно, да бидам попрецизна, наведена е некаква си директива која што врска нема со европското законодавство. И ова станува пракса, особено со владењето на оваа гарнитура, ова станува секојдневна пракса. И како што велат моите колеги претходно, ништо нема да биде чудно ако сите веќе закони не поминуваат исклучиво во таа комисија. И не гледам причина зошто останатите комисии да работат кога крупните мафијашко-клептомански закони се носат на оваа комисија. И постојано ќе ве слушнеме вас од власта, од парламентарното мнозинство, како употребувате зборови од типот ние сме за Европа, европски вредности, транспарентност, демократија, отчетност. То нема никаква врска со она што де факто го правите. Де факто правите ршум од законодавниот дом, воспитувањето и почита кон самата институција на државата не ми дозволува да кажам во што го претворивте оваа институција. И понекогаш само, не секогаш, ги жалам моите колеги што гласаат вакви законски решенија. Бев присутна на јавната расправа, инаку ова е една специфична материја која што не ја разбираме сите. Значи, фелата си беше присутна и имав можност не само да ги слушнам, туку и нешто да научам. Верувам како и сите останати колеги. Не слушнав ниту еден од сметководителите да го пофали ова законско решение и да каже дека е добро и дека треба да продолжи. Не слушнав. И сега логично е прашањето, па за кого го носите ова законско решение? Зошто го носите? И одговорот е повеќе од јасен. Видете, вие може да кажете во контраодбрана или на некоја пресконференција или во бихачка со вашите розови наочари, да кажете дека за доброто нивно, не. Јасно им е. Јасно е. Ова се работи само за пари. За нечии лични интереси, приватни бизниси и, како што кажа професорката, за арач на тие 30 милиони денари, мислам, чинам беа, како што кажаа сметководителите, како да им се земат парите. И како ќе развиваме економија? Како ќе развиваме услови за економија, бидејќи тоа е економија? Сметководителите се врската помеѓу државата и стопанството. И сега, ако они ви велат, тргнете го ова законско решение, јас навистина не ја гледам потребата, па и со европско знаменце, а врска нема од регулатива европска, да се носи. Секоја влада, секое парламентарно мнозинство, кое што држи барем малку, а чекаме датум за преговори кој што никогаш нема да дојде, немојте да мислите дека само соседот ни е виновен, не. Па гледаат, па не може такви законски решенија да поминуваат континуирано како на фабричка лента. Не може, едноставно гледаат. Ги гледаат ужасните злоупотреби. Јас, иако и моите колеги цитира, јас пак велиме повторувањето е мајка на знаењето. Еве уште еднаш да ви го прочитам пресот на сметководителите. Тие сметководители се обраќаат директно до нас. Виделе дека со владава абер нема да се работи и да ги слушни,
и се обраќаат до нас. И сега ние како представници, нели, меѓу другото и нивни, наша должност е да кажеме што кажа сметководителите. Вели Комора на сметководители на Македонија како единствен функционален застапник на сметководителите во континуитет реагира на самоволното постапување на институциите. Наместо сваќање на важноста која имаат сметководителите како единствена врска помеѓу државата и стопанството, имено, продолжуваат обидите за целосна контрола со цел задоволување на нечии лични интереси. Значи, ова не го вели опозицијата, ова го велат сметководителите, умни луѓе кои што макотрпно работат и кои што виделе која е целта на ова законско решение. И вели, законот за вршење на сметководствени работи е ставен на пленарна седница со европско знаменце, но овој закон, освен целосна окупација и злоупотреба на сметководителите, нема никакво усогласување ниту поврзано со наведената директива. Јасно име, значи, видете, ваквото понижување на интелигенцијата, на работењето, на трудот, на било која фела, вклучувајќи ја и оваа фела која што патем кажано е, како што велат и самите тие, во изумирање, бидејќи старосната структура веќе укажува на тоа дека оваа професија не е атрактивна за младите и опаѓа. И сега, како вие како влада ќе го стимулирате, како ќе ги развивате креативните, професионалните унапредувања на оваа професија кога ги сечете во корен? И тоа, знаете како? Во корен ги сечете арогантно. Јавната расправа ја закажавте во време кога требаше да се поднесуваат амандмани. Тоа, да, и завршено, да, благодарам професорке, завршено беше. Тоа укажува на фактот дека јавната расправа е направена реда ради, како X работи што се направиле реда ради, као еве ве слушнавме, а што ги слушнавте, кога не знам колку луѓе беа присутни таму, репрезентативни сметководители и Комора, сите беа против законот. Еден не кажа дека е добар законот. И, колеги, сега се обраќам на вас, колеги пратеници од владеачкото мнозинство. Ова законско решение не треба да го гласаме. Бараат од нас да го тргнат од дневен ред, да се тргне и да се доработи заедно со фелата и на начин како што светската пракса установила, на начин како што Европа бара, онаа Европа која што итекако не следи во се што правиме, вклучително и законодавниот дом. Не може. Значи, во земјава има над 10.000 сметководители. Ако тие протестираат и велат, тргнете го законското решение, не е добро, вие, односно сега во случајот ние, да не ги слушаме, тогаш за кого постоиме? За кого ќе го носиме ова законско решение, кога е за тој советот единствено, за тие личните бизнис интересите, кога ова законско решение е практично лекс специјалис за одредена категорија на граѓани, одредена фела која што вели не ни се допаѓа законот, ќе не тортурирате, ќе не тормозите и арач ќе собирате. Сакате да дојдете до парите кои што сметководителите ги уплаќаат во вид на чланарина. А тоа, и вели, тој совет што ќе се контролира е независно тело. Не може да биде независно тело ако има представници од владата и кој што одговара пред владата. Па ве молам, кај се видело тоа? Одговара пред владата, владата го поставува и да биде независно тело. Таа игра на зборови едноставно не поминува. Така да, мојот совет,
И мојот апел до сите пратеници е ова законско решение да се изгласа против или да се тргне од дневен ред. Силвана Затоа Ангелевска што- кафја. Збор има Силвана Ангелевска. Мислата, затоа што ова барање Силвана не Ангелевска. само на опозицијата, туку и на оние за кои што се носи ова законско решение. Благодарам.